Струмица полека се подготвува за уште едно издание на Струмичкиот карневал. Карневалскиот одбор и општината како генерален покровител ја објавија 8-дневната програма посветена на традиционалниот настан под маски. Како и секоја година, настаните почнуваат со свечено предавање на клучот на градот во рацете на карневалџиите. Се отварат карневалските денови, годинава сакаме на оваа манифестација да ја дадеме малце поголем значај. Еве користам можност да ги повикам и граѓаните во среда навечер во 18:30 часот да бидат присутни на овој настан, после кој ќе биде отворена изложба на маски на една од поуспешните групи во изминатите години на Струмичкиот карневал. Тоа е училиштето, средното училиште Никола Карев од Струмица, кое ќе се представи со своји креации и фотографии од изминати карневали. Планираме ова да премине во една традиција во наредните години, секоја успешна група маска да се представува на самото отварање на Струмичкиот карневал. Наредниот ден е веќе добро етаблираниот концерт под маски на музичкото училиште, а за сите граѓани мислам дека посебно се значајни наредните 3 дена на викендот, од петок навечер кога ќе се одржи познатиот Струмички маскенбал. Кога сме кај маскенбалот, сакам да напоменам дека годинава вложивме посебни напори Струмичкиот маскенбал да го врати својот познат сјај и ветувам дека ќе имаме едно извонредно издание на истиот. Веќе со сигурно знаеме дека околу 350 добро маскирани маски ќе бидат присутни на истиот и ја користам можноста оние кои што планираат да го искористат моментот, бидејќи веќе местата се скоро исполнети. Струмичките сместувачки капацитети не биле доволни да одговорат на интересот за сместување странски групи, па многу гостувања се откажани. Менато ќе учествуваат 41 група, од кои само 3 поединечни маски, сите други се групни маски, посебно одбрани. За жал, годинава поради невозможност да ги сместиме сите заинтересирани, моравме да им откажеме гостопримство на десетина заинтересирани групи и неколку од за кои што планирахме од Германија, од Италија. Дадовме предност на оние со кои со години правиме размена. Значи, проблемот што неколку хотели се затворени, хотелот Цар Самуил се реновира, значи изгубивме околу 400 места во кои што досега ги сместувавме гостите. Но сепак имаме една импозантна поврка која планираме да трае околу 3,5 часа минимум, така да и ако земеме временските услови, мислам дека повеќе и би биле непродуктивни. Покрај Министерството за култура, кое за годинешниот карневал издвои околу половина милион денари, карневалот во најголема мера го финансира општина Струмица. И годинава, почитувани граѓани, имаме солидна бројка на пријавени 41 учесник. Се разбира, најголем дел се домашни учесници, а им се придружуваат и групни маски од Србија, Црнагора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција. И од повеќе градови од државата. И оваа година како гости ќе бидат присутни представници на ФЕК од неколку европски земји. Додадена вредност на годинешново издание е вмрежувањето меѓу ученици од основни и средни училишта, од различна етничка припадност. При изработка на маските и годинава се вклучени ученици од средното училиште Моша Пијаде од Тетово, а за етничка маска подготвуваат учениците од општинските основни училишта Сандо Масев и Маршал Тито од Струмица. Ова ни дава за право да бидеме убедени дека ќе имаме убава карневалска атмосфера, исполнета со прекрасни карневалски креации и со многу домашни, но и странски гости. Од среда 22 февруари ги отвараме портите од нашиот град за овогодинешните карневалски свечености, кога ќе им го предадам клучот од градот на карневалистите, односно на организациониот одбор,
па се до тримерскиот ручек наредната недела. Главното карневалско дефиле е закажано за 25 февруари.